Добро вечер и Божи благослов. Се разбира до сите слушатели на емисијата насловена како Глас на вистината. Навистина мене уште еднаш ми е мило и драго што можеме оваа вечер, се разбира, по благодата и милоста Божја, да можеме да бидеме заедно и да го прославиме нашиот Татко Небесен. Оној за кого се молиме, од кого бараме благослов и водство. Од оној кој не можеме, буквално, ни една секунда да го поминиме нашиот живот, а се разбира без негова дозвола. Затоа што Библијата зборува дека Бог е креатор на нашиот живот. И затоа оваа вечер реков, не по наша заслуга сме заедно и можеме да имаме емисијата Гласот на вистината, туку по милост и благодат Божја. Она што ние не го заслужуваме, а го добиваме. Тоа е подарок од самиот Господ Бог. Денот во кој ние го проживуваме, седмицата, месецот, годината, се по Божја благодат дадени за нас, да можеме да живееме. Иако се наближува крајот на оваа година, сепак за нас е навистина голем благослов и голем предизвик да можеме да бидеме заедно оваа вечер и да можеме, се разбира, да го слушаме Словото Господово, кое што е инспирирано преку Светиот Дух. Апостолот Павле, Петер и останатите апостоли зборуваат дека целото писмо е од Бога вдахновено. Исто така, кога зборуваме за Словото Господово, Библијата вели дека Словото Господово треба да биде авторитет, влијателно врз животот на луѓето. Затоа ви препорачувам, како и што ви препорачував секогаш, да го читате неговото слово, во кој што не само што вие ќе го читате и ќе ја спознавате вистината, ќе го спознаете и Спасителот, оној кој ни обезбедува пат, вистина и живот, и преку кого можеме да имаме воскресение и да бидеме наследници на Царството Божјо. Ние преку Словото Господово истовремено се храниме и растиме во верата. И затоа препорачувам секојаш да се чита Библијата, да се чита Словото Божјо. Всушност, кога го читаме ние Словото Божјо, реков, растиме во верата. И навистина, повторно ќе кажам, мене ми е мило и драго што можеме оваа вечер да бидеме заедно, да го слушаме неговото слово. Сепак Бог тоа ни го дозволил, затоа што и времињата Бог ги има задржано во своји раце, тој ги има во своја контрола. И Бог тоа ни го дозволува. Така да се надевам дека во текот на оваа седмица, кој што лека по лека изминува, а и овој месец ни се наближува при крајот, дочекосме наредниот месец, всушност тоа е 12-тиот месец од оваа година, тоа е последниот месец од оваа година, но сепак тоа нешто ќе го препуштиме во Божи раце, затоа што само Бог знае дали навистина ќе имаме можност да го видиме утрешниот ден, или да зачекориме до последниот месец, или во последниот месец од оваа година, 2022 година, па да зачекориме во новата 2023. Тоа нешто му го препуштаме на Бог, затоа што тоа сепак е во негови раце. Навистина, она што можеме денеска секаде, она што може да се слуша, да се види, е тоа дека навистина постои едно големо разочарување кај сите нас. И тоа на голема мера. Затекнати во една ваква ситуација, ние секојдневно се измачуваме и се прашуваме дали ќе има некој што ќе може да ја промени целовкупната ситуација во која што сите ние заедно се наоѓаме. Дали ќе може да се изнајди решение или мас на раната. Потоа дали ќе може некој да ни обезбеди, се разбира, подобра иднина, која што сите ние ја посакуваме за нас, а се разбира и за нашите деца. Потоа, дали ќе имаме подобро утро? Овие серија предавања се насловени како дали ќе имаме можност да имаме едно убаво и подобро утро? Овие се крупни прашања кои што навистина секојдневно си ги
поставуваме. Секое утро, кога стануваме наутро, си ги поставуваме комплетно истите прашања. Затоа што не измачуваат ситуацијата во која што сме ние сите заедно затекнати, таја не тера да размислуваме едноставно и да си ги поставуваме сите овие прашања. Не само што сонуваме за подобро утро, но ние се разбира и посакуваме и се надеваме дека ќе има подобро утро, ќе има надеж и се надеваме дека ќе има решение за сите овие нешта. Факт е тоа дека ние живееме во последните времена и тоа е очигледен факт. Друго, ситуацијата е доволен показател дека ние живееме во последните времена и за тоа нешто ни зборува на грубо, ни зборува Библијата. Настаните кои што се случуваат денеска на грубо ни зборуваат и овие се само еден доволен показател дека навистина живееме во последните времена. Иако Исус ни зборува дека само тоа е почетокот на болките. Затоа велам дека треба да го читаме, се разбира, Словото Господово. И кога ќе го читаме Словото Господово, ќе видиме толку многу примери, и тоа, јас би рекол, уникатни примери запишани во Светото Писмо. Но сепак свежи, затоа што се инспирирани со Светиот Дух, водени од Светиот Дух. Се разбира, во целиот овој план, во овие уникатни примери, главна улога завзема самиот Бог. Затоа што и тој самиот нуди решение, ние во некои од наредните прилики ќе можеме да видиме не само што Бог нуди решение, туку и тој самиот се нуди како знак на решението. Затоа сакам оваа вечер, по милост Божја, да видиме еден таков пример, како што во минатите емисии гледавме, така и во оваа емисијата насловена како Глас на вистината, сакам да видиме еден уникатен пример, запишан во Евангелието на Јован. 5 глава, ќе читаме од 1 до 9. Повторувам, Евангелие на Јован, 5 глава, од 1 до 9. Еве што ни вели, се разбира, Словото Господово. Потоа имаше еден празник јудејски и се искачи Исус во Јерусалим. А во Јерусалим кај овчката порта, бајна по еврејски наречена Витезда, со 5 тромови. Во нив лежеа мнозина болни, слепи, куци и сушени, кои очекуваат да се развижи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја развижуваше водата. И кој прв ќе влезе, кога се развижуваше водата, ќе оздравеше или ќе беше ицелен од каква и да е било болест. Имаше таму еден човек кој боледуваше 38 години. Кога Исус го виде како лежи, знаејќи дека многу години боледува, му рече: сакаш ли да оздравиш? Сакаш ли да бидеш ицелен? Болниот му одговори: да, Господи, само нема човек што ќе ме спушти во бањата кога ќе се развижи водата, додека јас дојдам, други слегуваат пред мене. Исус му рече: стани, земи си ја постелката своја и оди си. И веднаш оздраве човекот, ја зеде постелата своја и одеше. А тој ден беше, се разбира, сабота. Еве еден интересен, доста интересен настан кој ни е запишан, како што кажав, во Евангелието на Јован. Како еден човек кој беше хром и не можеше да влези во бањата, а боледуваше 38 години. И додека тој дојди на ред, се разбира, пред него влегуваа други. Затоа што оној кој прв ќе влезеше, и тоа се случуваше еднаш годишно во овој храм, доаѓаше, Библијата вели, ангел Господов и ја развижуваше водата. И кој прв ќе влезе, ќе бише ицелен од каква и да е болест. И се разбира, кога ние ќе узнаеме за една ваква работа,
ние сите ви пошле во оваа место каде што се наоѓаше. Затоа што верувам дека ние сите се соочуваме со различни болести, со различни проблеми. На сите нас ни треба и целенија. И целение на нашите срца, на болестите и така натаму, така натаму. Но овој човек ја немаше таа можност и таа прилика. И долги години боледуваше од оваа болест и размислуваше кога тој ќе дојде прв, дали ќе има решение за него, дали ќе има подобро утро, каде ќе биде решен неговиот проблем. И од ненадеж доаѓа Исус кај овој човек и го прашува дали сака да биде исцелен. Иако човекот кој боледуваше 38 години од оваа тешка болест не беше свесен дека тој разговара со Створителот на небото и земјата. Оне кој е поголем и од ангелот кој доаѓаше еднаш годишно и од самата вода. Сепак, Библијата зборува дека ангелите Божи се под контрола на Бога и тој ги управува. Дури пророкот Исаија зборува дека Бог седи на серафими и херовими. И кога ќе видиме како Библијата зборува дека Бог има целокупната контрола, затоа што тој е креатор и создател. И овој човек не беше свесен дека пред него стои создателот на небото и земјата. И не само на небото и земјата, туку и на него и на ангелот кој доаѓа еднаш годишно. И Исус го прашува дали сакаш да бидеш исцелен, дали сакаш да биде решен твојот проблем, дали сакаш да имаш едно подобро утро, дали сакаш да имаш подобра иднина. Ако сите овие прашања ги оставиме на маса, ги поставиме, ќе увидиме дека во еден ваков случај, а ние си ги поставиме, и ние веќе секојдневно се наоѓаме во еден ваков случај, тогаш мораме една работа да знаеме дека Бог е тој кој може да ни даде решение на сите наши проблеми и грижи. И дека тој може да ни даде подобра иднина и подобро утро, затоа што овој човек кој беше 38 години, замислете си, почитувани слушатели, лежеше 38 години, доаѓа Исус и го решава неговиот проблем. Сакаме ли ова вечер да биде решен нашиот проблем? Ајде да одиме кај Исус. Ајде, сега е можноста и времето кога ние заедно можеме да го повикаме Исус, без разлика од што ние страдаме, без разлика од што ние се соочуваме. Тука е пред нас Создателот на небото и земјата. Тука е меѓу нас Господ. Ова вечер, ако тоа досега не си го направил, еве ти можност, кога можеш да го повикаш Спасителот, Створителот на небото и земјата, да даде исцеление, да даде благослов на тебе и на целото твое семејство. Затоа е многу важно да го повикаме Исус. И тој ќе не благослови. Тој ќе го реши целиот наш проблем, како што го реши проблемот на овој човек, кој лежеше 38 години. Затоа, нема да продолжам понатаму, но ќе ве оставам со оваа мисла. Ако се соочуваш 38 години со еден проблем во твојот живот, сега е можноста да го повикаш Господ Исус и тој ќе даде решение на твоите проблеми. И само со него, ние можеме да имаме едно подобро утро и подобра еднина. Се надевам дека во наредните емисии ќе зборуваме точно за распетието и воскресението на Исус. Како што некогашниот канцелар Аденауер, тој е германскиот канцелар, вели ако има иднина, иднината е едноставно во Христовото воскресение. Затоа Господ нека биде со вас ова вечер, имате убава и благословена вечер, Господ нека ви благослови и се разбира, се слушаме, ако даде Господ, до наредната емисија, емисијата Глас на вистината. Господ со вас и Бог нека ве води во текот на целата седмица. Амин. Добро вечер и Божи благослов.